Здраво и добродојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе биде вовед во системот на комплементи. Сега ние го разгледавме комплементот во неколку видеа, но ова е еден вид вовед за на тамошното подетално разгледување на системот на комплемент, кој ќе го правиме во наредните неколку видеа. Сега, пред да објасниме што е комплементот, да видиме како всушност го откриле. Имало еден научник кој земал раствор, односно не земал раствор, него земал серум, поточно антисерум, во кој имало дадени антитела за даден антиген. Така, кој се наоѓа можеби на поголем број бактерии. И тој серум, односно антисерум, го аплицирал на колонија, така, од одредена бактерија Vibrio cholerae, каде што, откога го аплицирал антисерумот, бактериите изумреле. Океј? Значи, тоа било логично. Така. Но, што направил понатаму? Го земал истиот овој антисерум, така дел од овој антисерум, да направиме вака, повторно тој нормално си има антитела, и го загреал. Така, го загреал, ќе направиме како со црвена, кубужен ќе оставил на рингла или нешто, на температура од 56 степени Целзиусови, додека овдека претходно беше на 37 степени Целзиусови. И од кога го загреал, повторно го аплицирал врз нова култура на бактерии. И што се случило? Овие бактерии не умреле. Овие бактерии останале живи. Тоа значи овој загреан антисерум ја изгубил својата антимикробна моќ. Сега, што направил? Земал нов серум, но тој серум биле отстранети антителата. Така, значи, ајде, ќе направиме серумот поголемо, се спуштува надоле. Земал нов серум, каде што тоа било само серум со некои протеини внатре во него, но поентата е немало антитела. Така. И овој ако се аплицирал самостојно, така, овој самостојно ако се аплицирал на бактерии, исто така не ги убивал. Така. Но, окей, тоа го сватил. И што направил понатаму? Го земал овој свеж нов серум, кој нема антитела во него, го ставил во овој третираниов, топлотно третиран серум. Така, или ова да го бележиме со некоја друга боја. Значи земал од овој серум, го ставил во овој топлотно третираниов серум и од кога го направил тоа, добро, нормално го инкубирал, некој си време го измешал и после земал од тој така на тој начин третиран серум и го аплицирал врз колонија од бактерии. Така. И тие бактерии умреле, односно били уништени. Така. И сега овој не можел да се свати зошто е ова така. И пробувал да свати што било. Зошто било тоа така. И сватил дека во првичниот серум имало некои си протеини овдека, кои ќе бележам сега со виолетова боја, кои он, кога го загреал, така, кога го загреал, тие протеини всушност ги уништил. Така сега ги бележам кога на парчиња дека се денатурирале и се отвориле. Но антителата останале. Така, антителата не се уништиле, дека се уништиле само овие некои си виолетови протеини, а дека во овој серумот, каде што немало антитела, имало такви виолетови протеини. И кога ги измешал, всушност, добил истото како што бил првичниот серум. И затоа функционирал. Односно, биле потребни и овие протеини, и антителата. Антителата не денатурирале на 56 степени Целзиусови, или барем не сите, додека овие виолетови протеини, кои не знам што се, денатурирале. Но, очигледно дека биле потребни и двете во комбинација со цел да имаме убав ефекторен одговор. И понатаму, нормално се правили уште истражување, но овие протеини ги нарекле протеини на комплементот. И тоа всушност представува комплементот. Комплементот се група на протеини кои се наоѓаат внатре во ткините течности. Значи си имаме тука еден крвен сад, направиме еден крвен сад, и внатре во тој крвен сад, ако да го направиме како 3D, внатре во тој крвен сад всушност имаме, имаме многу работи, но дел од протеините кои се наоѓаат внатре во крвта, односно во серумот, односно во плазмата, знаете како сакате, се овие протеини на комплементот. И тоа не е еден протеин, него се околу 30, ај всушност ги бележам со некоја друга боја. Така, бележам и вака некој портокало, зелено, црвен некој протеин, така и така натаму. Значи има различни протеини каде што сите овие се дел од комплементот. Има околу 30 вакви протеини кои се најдени, кои заедно учествуваат со цел да извршат одредени функции. Така, и всушност не се чисти протеини, него се 30 гликопротеини. И овие гликопротеини главно се излачени од страна на хепарот. Така, ева ќе направиме тука еден хепар вака. Значи имаме еден хепар.
Значи главно хепарот ги произведува овие гликопротеини, но може да дојдат и од други некои клетки, како што се например моноцитите. Ќе направиме тука еден моноцит, има голямо јадро. Така, моноцитите може да ги продуцираат, може да одреди и макрофаги. Така ќе направиме макрофаг. Макрофагот исто може да ги продуцира или пак некои фибробласти, или пак некои епителни клетки на гастроинтестиналниот тракт. Значи има уште други патишта од кои може да се синтезираат овие протеини на комплементот. И реков дека имаме 30, и тие 30 протеини ние ги бележиме со C и некој си број. Така, значи C1, C2, C3 и така натаму. Сега, броевите се поврзани со начинот на откривање. Мислам како ги откривале. Например, прв го откриле C1, така, втор го откриле C2. Како што ги откривале протеините, така им ги ставале броевите. Не дека броевите имаат некаква си функционална улога, така, не дека иде C1, па C1 дека го активира C2, па C3, него едноставно како ги откривале, така им ставале броеви. Затоа кога ќе ги објаснуваме понатаму патиштата на кои всушност функционираат, нема да секогаш да има логика кога иде од овој број на тој број, од овој број на тој број. Значи нема везе тоа. Исто и понатаму ќе видиме, освен што овие 30 протеини, ние всушност ги поделиме на подкласи каде што секој може да се деградира на C1A, например, C1B. Така и тие понатаму. Значи сите може да се добијат и нив и фракции, но ќе видиме тоа понатаму. Сега не толку интересира. Главното е, само сакам да напоменам, дека броевите стојат пред нив, ги ставале како што ги откривале, не дека се поврзани со нивното дејство. Исто така, толку се застапени овие протеини што дури зафаќаат околу 15% од глобинската фракција на протеини во крвта. Сега, овие протеини на комплементот можеме да ги сретнеме главно се вака, значи растворени во крвта или во други телесни течности, или пак може да се сретнат на површината на некои си клетки. Значи, они всушност некои од нив ќе се залепуваат на дадени бактерии, да речеме, ќе бележиме на бактерија, има некоја си бактерија, и они всушност дел од нив ќе може и всушност да се залепат на површината на бактеријата. Значи, освен што можеме да ги најдеме вака флуидни, односно растворени, може да ги најдеме и врзани со мембрани. Така, значи, врзани или вакви растворени може да бидат. Може дури да се врзат и со наши клетки, не мора секогаш да бидат врзани со бактерии. Сега, начинот на кој всушност овие гликопротеини, односно протеините на комплементот, даваат некој си ефекторен одговор, односно служат за уништување на бактерии, се базира на принципот на каталитички каскади, каде што да речеме го имаме, сега ќе ги бележам по редослед, ама не мора така да бидат, односно ќе бележам некои си рандом бројки. Значи го имаме протеин C1, кој ќе активира одреден протеин, сега буквално ќе ги лупам, нема никаква врска, C8, каде што C8 ќе активира други протеини, например ќе ги активира C3, ќе ги активира C4, па овие ќе активираат други протеини, така, и така натаму, каде што ќе водат до формирање на одредени протеински структури. Сега, постојат повеќе начини, например, како може да се започне процесот, пред сега ќе бележам вака некои глупости, ќе запишам, нема врска ова, но постојат главно 3 патеки низ кои може целиот процес да започне, и тој ќе се разгранува така од сите 3 патеки, но крајната цел на некој начин сите овие патишта ќе се конвертираат после пак во една иста точка. Така. И ќе видиме што е тоа и зошто е всушност битно, но главното е да знаете дека постојат повеќе начини на активација на системот на комплемент, кои сите ќе стигнат релативно до иста точка. Сега, нормално не сакаме секаде да биде активен комплементот, зашто не сакаме секаде кај што има протеини да се активира. Сакаме само да се активира таму кај што има бактерии. Така, сега, за тоа да се случува, мораме да имаме строги регулаторни механизми кои нема сега да ги разгледуваме, така кои нема да дозволат на секаде да се случува активирање на системот на комплементот. Но е битно да имаме такви регулаторни системи, исто како што имаме регулаторни системи за да немаме коагулација секаде. Така, значи коагулација ќе имаш таму кај што имаш рана. И ова е прилично слично како процес на коагулација, нели, кај што имаме еден протеин активира друг протеин, активира трет протеин, нели тоа, таму е била фактори на коагулација, но поентата е имаме таква каталитичка каскада. Сега, главните начини кои ќе го активираат системот на комплементот се всушност антителата, така подочно ФЦ регионот на антителото,
кое се врзало за некоја си бактерија. Исто така, ќе бележиме со виолетова боја, дадени pumps, така, pumps беа patterns associated molecular patterns, така ти ги зборев уште на почеток од курсот во имунологија, некои си значи молекули кои се патогени, така, молекуларни оброци кои може да бидат на самата бактерија или пак може да бидат излачени нели во околната средина, или пак системот на комплемент може да биде дури активиран од некои си наши протеини, така, некои acute phase proteins, кои исто така се излачени од страна хепарот. Те се протеини кои нели се активираат при воспаление дадена инфекција, односно при некој стрес. Сега, во наредното видео ќе разгледаме сите компоненти и функции на комплементот, но сега сакам само да спомнам најглавната функција, која всушност ќе биде формирање на мембран attacking комплекс. И ова буквално е еден протеинско торпедо налик. Така, значи буквално ќе биде како една чаура од куршум. Така, чијат главна цел ќе биде да се инкорпорира, така да се инкорпорира внатре во мембраната на дадена бактерија. Така, например, имаш одредена бактерија, така и она си има клеточен зид. И ова ќе проба да се инкорпорира вака, така што всушност прави еден канал, една дупка во бактеријата и едноставно бактеријата не може да се ги контролира, да го контролира внесот и излезот на вода и поради тоа не може да остане живот. Сега нормално една ваква пора нема да биде голем проблем, зашто пориве се релативно многу мали. Така ја овдека може да ја нацрта вака голема, но тоа е всушност нешто многу мало. Поентата е ќе се направат многу вакви мембрански напаѓачки комплекси и ќе се направат многу дупки во бактеријата. И после одреден threshold, така после одредена граница на дупки, бактеријата веќе ќе не може да контролира толку влез и излез на вода и едноставно ќе умре. Значи тоа ќе биде една од главните функции, нормално има и други кои ќе разгледаме во наредното видео. И сега сакам само нешто да спомнам во врска со еволуцијата на комплементот. Сега спомнам дека има три патишта, така кои овдека ова што нацртано не е точно воопшто, но главно е трите патишта се класичен начин на активација, имаме алтернативен и лектински. Сега, имињата всушност се произлезени од тоа како ги откривале. Така, значи, прв го откриле класичниот, па го откриле алтернативниот, па го откриле лектинскиот. И затоа ги имаме тие имиња. Но еволутивно, всушност, прв е алтернативниот, втор е лектинскиот, а трет е класичниот. Значи, иако ви кажете која тоа е класичен начин на активација, всушност е еволутивно најмлад, така еволутивно е најнов. И дека е долијаме на слика како всушност е идела еволуцијата. Така да се поместиме. Значи главно првин се појавил алтернативниот, така алтернативниот pathway, алтернативниот пат на активација, па се појавил лектинскиот, така кој ќе биде поврзан всушност со шекери, се појавил класичниот пат. И класичниот пат всушност на активација се појавил сега каде да повлечеме линија. Значи некаде во телеостеи, тоа се усвари телеостеи, односно коскини риби, хондроихтес, тие раскавични риби, амфибија, окей. Значи од прилика тука некаде се појавил класичниот пат на активација. Или пак тука, така, не е битно до толку. Но битно е дека не е за сите организми исти начинот на активирање комплемент. И комплементот главно е постар, така постар е од адаптивниот имун систем. Значи првично, кога постоел системот на комплемент, тоа биле само некои си протеини кои учествувале во опсонизација. Например, имаш некоја си бактерија, така, и овие протеини на комплементот всушност учествувале во опсонизација само на бактеријата, или ко правиле рецептори на нив, каде што понатаму макрофагот би можел нели да се врзе со овие всушност опсонини, така, и да ја фагоцитира бактеријата, така. И тоа била главната улога порано на системот на комплементот. И тоа било кога немало антитела. Така, значи немало антитела, било само системот на комплемент. И затоа прв бил алтернативниот, додека класичниот се развива подоцна. Класичниот се развил кога се развил и адаптивниот имун систем, бидејќи тогаш всушност се развиле
и вакво антителата, така антибодис, веќе класичниот пат ќе зависи на активација од страна на ФЦР на антителата. Така што нема логика да постои класичен пат на активација ако нема антитела. Океј. И ќе видиме дека всушност системот на комплементот поради тоа не можеме баш да го ставиме ниво вроден, ниво адаптивен, односно стекнат имун систем, бидејќи на некој начин поврзан со двата. Поврзани со адаптивниот, поврзани со вродениот. Така, значи поврзан со вродениот бидејќи овозможува например опсонизација вака на бактериите од страна макрофагите, препознава некој патрон случајен молекуларен патрнс, но поврзани со адаптивниот. Бидејќи служи например како користи антитела, така за активација на системот комплементот, но исто така служи како секундарен сигнал за активација на беклетките. Памтите таму кога зборевме за стимулација на адаптивен имун систем, спомнавме дека продуктите од системот на комплемент можат да ги активираат беклетките, како да бидат како втор сигнал кој ќе ги активира беклетките на адаптивниот имун систем. Значи тоа беше главно за воведот на системот на комплемент. Тоа се група на протеини кои учествуваат во различни каскадни реакции. Има 3 начини на активирање, каде што ќе имаат различни улоги, но главно е да му помогнат вкупно на имуниот систем. Тоа беше се за видео, ќе се видиме во наредното видео. Довидување.